Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во овој нестандарден почеток на овој сегмент од утринската програма на Телма. Почнуваме вака бидејќи станува збор за тегла со масло за јадење. Мојот денешен гостин и јас нема да подготвиме вкусен оброк, тоа сепак ќе им го оставиме на колегата Марко Марк и на нутриционистот Тања Турунџиева. Не само поради тоа што течноста во оваа тегла е веќе искористен, како што велиме народски зејтин во која е пржена храна, туку поради тоа што со господинот Андреј Ѓокич од компанијата Сунилens ќе се обидеме да ви објасниме зошто овој зејтин не треба или всушност не смее да заврши во канализација, односно во мијалниците или во WC школките. Господин Ѓокич, добро утро, добре дојдовте во утринската програма на Телма. Добро утро, ви благодарам на поканата и на одличната најава. Да, Сунилens е компанија која има повеќе сегменти и повеќе сектори, меѓутоа денеска вие како човек кој е задолжен за бизнис, развој и за управување со отпад, ќе се осврнеме на токму ова што го кажа во најавата. Во кујната на Телма, на утринската на Телма сме, за да покажеме прво како изгледа искористено масло за јадење и што од него може да добиеме. Така е, значи ние имаме повеќе дејности, меѓутоа дејноста со која што највеќе се поистоветуваме, особено во последните 13 години, е токму дејноста да се справуваме со овој вид на отпад кој се создава во големи количини и од страна на индустријата и од страна на домакинствата. Секој од нас кога готви дома, односно кога пржи храната, го создава баш овој тип на масло. И поради тоа, значи низ годините ние успеавме да развиеме еден систем на собирање на овој отпад, негово процесирање, филтрирање и припремање за да му додадеме една нова вредност, односно да го направиме еколошка суровина, од која што потоа се користи во производство на нов производ, зелен производ, биодизел. Тоа е ова, го донесовте и тоа е тоа, исто така го донесов за да може да сите да го видат. Значи, ова по преработка, селектирање, прво се селектира, се собира, доаѓа кај вас во специјална постројка, контейнери се чува. Различна амбалажа од домакинствата се овие 3 литра од индустријските. Не, потоа ги чувате вие во големи колектори, ги видов на слика. Ги чуваме во големи канистри и потоа тие одат процес на загревање во специјална топлинска комора, бидејќи како што може да се примети овде, кога го собираме маслото има и талог во него. Така. Тој талог ние мора да го прочистиме. Смеам да го слободно. Растресам малце вака, ево го талогот долу, собран. Долу тоа е талог, тоа се честички. Не изгледа атрактивно вака како зејтин, бидејќи во вакво количество ретко кој го собрал дома, најчесто се истура на брзина веднаш по пржењето во мијалникот. Така е. Сега тоа од кога ќе помине процесната ложење на температури од минимум 40 степени во топлинската комора, потоа ние мора да го извадиме овој талог, бидејќи овој талог не е употреблив за фабриката каде што го носиме, која што произведува биодизел од прочистеното масло. Меѓутоа овој талог исто така не се фрла. Овој талог го носиме до локална компанија која што го користи за производство на биогаз. И со тоа се затвара циклусот од литро, да кажем 1 литар сончогледово масло, се добива, останува отпадно масло со се талог. Талогот се носи во локална фабрика за биогаз, а прочистеното масло е, нели како што кажав, еколошка суровина која има висока вредност и се користи во процесите на производство на биодизел, кој самиот по себе помалку ја загадува животната средина од обичниот дизел за 80% помалце CO2 гасови испушта. Од ова количество на искористено масло, колку биодизел може да се произведе? Па соодносот е скоро 1:1. Меѓутоа тоа може фабриката, најубаво се технички делица во фабриките кои што го произведуваат. Добро, нутриционистите велат помалку користете масло за јадење, односно помалку конзумирајте пржена храна и лекарите велат така, меѓутоа секој користи, како што рековте, не само индустријата и домаќинствата, големи количества масло за јадење. Видовме каква беше паниката кога минатата година пораснаа цените на зејтинот за јадење. Господин Ѓокич, предлагам да се преселиме на стандардната позиција за да си кажеме, за да навлеземе во детали на темата. Нема проблем. Повелете. Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми,
да ги истакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петревски. Да си кажеме за тоа дека треба да видиме сите еколошки што е можно посвесни, бидејќи ѓубрето е ѓубре само ако дозволиме да заврши како ѓубре, се друго е ресурс. Господине Ѓокич, уште еднаш добре дојдовте во утринската на Телма. Доволно како најава, сега би ве прашал на почетокот дали повеќе себе си се доживувате како бизнисмен или како екоактивист, како човек кој се грижи за животната средина? Тоа е одлично прашање, Горан. Видете, сите се поистоветуваме со работното место или со компанијата или во било кој сектор или дејност да работиме. Јас можам да кажам за мене лично дека бидејќи во последните 13 на години една од дејностите, како што напоменав претходно, е собирање и рециклирање на отпадни масла на нашата компанија која е фамилиарна. Мотивацијата е повеќе од двојно зголемена кога покрај креирање на еден економски одржлив бизнис модел кој нормално дека генерира профит и мора да има приходи за да може да се обавува таа дејност, кога знаете дека придонесувате кон едно општествено добро кое што не засега сите нас, особено животната средина која е во последните 20-30 години сериозно деградирана на глобално ниво, регионално, па и кај нас, секако. Тогаш мотивацијата е многу поголема и лична и како представник на компанијата и за самата компанија. И тогаш бизнисменот се претвора во екоактивист. Или нешто измеѓу, бидејќи не сме невладин сектор, обично екоактивистите или се индивидуални или дел од невладин сектор. Да, погрешно избрана формулацијата екоактивист, меѓутоа човек кој сериозно се занимава со заштита на животната средина. Добар дел од професионалниот дел од денот. Така, и тоа е најдобро затоа што кога тоа ќе се конектира и професионалното и дејноста да придонесува кон нешто што е од јавно добро, тогаш навистина мотивацијата расте и желбата тоа да напредува, мултиплицира, да се шират тие дејности на компанијата, каде што ќе се остварува профит, меѓутоа ќе се гледа истовремено профитот да биде остварен од дејности кои што придонесуваат за доброто на сите нас, на мене, мојата фамилија и на кои во сите спротивно би завршиле во канализација и би направиле повеќе штета отколку корист. Сериозно загадување, прочитав дека дури може да биде и канцероген. Так. Да тргнеме од почеток. Колку години вашата компанија Sunilenz нуди можност за собирање на ова, не само од индустријата, туку од секое домаќинство? Всушност имате кампањи вие во текот на изминатите години, рециклирај, собери и рециклирај. Имате разгранета дистрибутивна мрежа, луѓе кои доаѓаат во домовите и ги собираат искористените масла од еколошки освестените граѓани. За жал кои се уште се малку ако ги споредиме со Европа. Но еве колку години ја нудите оваа можност? Вака, значи нашата приказна во овој дел започна уште од 2007 година, кога нашиот собственик забележа надвор во некои од западните земји како тоа веќе тогаш почнуваше да се собира со камиони кои што беа поврзани и денес тоа е развиено во ресторанот, па низ подрум во канистер фиксен во ресторанот кој што стои како се влече тоа масло. И тогаш започнавме експериментално, бидејќи една од другите наши дејности е работа со хорека индустријата и производители на храна. Имавме значи веќе контакт со тој сегмент на создавачи на овој отпад. Започнавме експериментално и во 2009 година решивме да инвестираме, ги добивме првите лиценци, тогаш започнува приказната со нашиот систем за управување со отпадно масло, кој најнапред беше фокусиран на индустриските производители на храна, односно развивме на колекторска мрежа за сите индустријски производители, тоа се ресторани, хотели, сендвичари, поголеми потрошувачи на сите, масло. нив исто како и домакинствата, каде што не е важно дали ќе врати некој 1 литро или 3 литри, од најмал до најголем производител на храна. Секој кој што создава, бидејќи во 2013 година се донесе и регулатива дека секој создавач од индустријата на отпадни масла мора да има договор со власта на компанија за управување со тој тип на отпад и да го предава тој отпад. Значи дека тука се направи една регулаторна рамка која што ни помогна за уште повеќе да ја развиеме колекторската мрежа во индустријскиот дел. И доста напорно работевме да ги едуцираме и индустријските создавачи дека тоа не треба да се истура во канализација или директно било каде или во контейнер заедно со другиот комунален отпад кој го создаваат, туку дека треба да ни го предаваат на нас, ние обезбедуваме амбалажа и ги правиме тие бесплатни еколошки услуги кон нив. 2007-2008, значи 16 години подоцна, како стоиме на тој план? Има ли, забележувате ли
драматичен развој во смисла на еколошка свест, во смисла на собрано количество на употребено масло за јадење? Така е, секоја година има раст и тоа е добро, бидејќи меѓутоа тој раст не значи дека луѓето повеќе јадат пржан или рестораните повеќе пржат, туку дека повеќе го селектираат отпадното масло, да кажам по наша заслуга, бидејќи ние ги едуцираме и им даваме услуги за тоа да го прават. Има континуиран раст кај индустријата, низ годините имаше пат само во ковид, меѓутоа тоа се случи во сите индустрии, во светската економија. Така да сме задоволни како оди, има уште простор за напредок нормално. Се уште работиме на едукација кога ќе отвори нов ресторан, кога ќе ни се јави за да обезбедиме договор, да им ги презентираме нашите услуги и да го започнеме процесот. Се уште напорно работиме да ги едуцираме, да ја забележиме нивната фреквенција на менување на маслата, за да ги обслужиме што побрзо, бидејќи кај секој бизнис, односно производители на храна, е важно да се биде навремено собирањето, за да може да си функционираат со другите работи од својата дејност. Сега кога сме кај домакинствата, ако смем да кажам, од 2017 година е почнат, е екохуманитарниот проект, така е насловен, рециклирај и донирај, каде што носиме вакви кантички директно до домакинствата. Може да ја режија да замолам, еве како изгледа кантичката која Сунилинец ја нуди на секоја домакинство, може да добие ваква канта за собирање на пржениот зетин. На пржениот зетин, кој што им останува, има и налепница на која што покажува кои се чекорите, го има нашиот број и значи целта е да ја развиеме еколошката навика кај секое домакинство и да ги пренесеме еколошките вредности во кои што ние веруваме и во кои што нудиме, за кои што нудиме практичен систем за да ги оствариме. Од кога ќе се наполни кантичката, треба да не контактира собирачот. Нашиот тим доаѓа, ја заменува со нова и празна кантичка и за додатна мотивација за да ги мотивираме граѓаните што почесто кога имаат отпадно масло да го собираат, нудиме половина литар сончогледово масло од брендот. Бесплатно им давате вие? Бесплатно им го даваме, бидејќи другата дејност ние за производи прехранбени и така направивме една, како да кажам, баланс, економска, не само еколошки свест, туку и да бидат мотивирани. И да бидат мотивирани и со тоа половина литар може да си го искористат за себе или им нудиме уште една можност, доколку сакаат да направат донација до социјално загрозени семејства, бездомни семејства, можат и тоа да го направат, даваме и документ во соработка со Сдруженијето Љубезност, кое што потоа ги донациите од собирачите на месечно ниво ги носи до луѓето на кои што тоа им е најпотребно. Значи 3 во 1, заштита на животна средина, бизнис и хуманизам малку. Така е, пробавме да направиме нешто да биде свето тројство. Што поинтересно и попримамливо за Господин Ѓокич, едно македонско просечно семејство, за колку време полни ваква кантичка со искористен зетин? Супер прашање, тоа е различно. Зависи од навиките за готвење на секое домакинство. Јас можам да кажам дека од тие 2500 редовни домакинства кои редовно собираат и се дел од еколошката заедница на рециклирај и донирај, различно имаме. Имаме некој што ги полни кантичките или полни на кантичка за 2-3 месеци, некој за пола година, некој за цела година, зависно од колкава фамилија имаат, колку готват и така натаму. Јас би им изразил и благодарност на сите оние кои што активно учествуваат. Колку рековте активни клиенти? Над 2500 домакинства. И исто убав податок е да кажам за сите нив колку придонеле до сега, од кога е почнат проектот, па до месец јуни оваа година, од домакинствата имаме собрано во нашиот систем 25 над 25 тони отпадно масло, или тоа се 25.000 килограми. 25 тони, баш убава бројка. Што е убава бројка, таа исто така расте постепено и доколку што повеќе домакинства видат вредност во овој систем, видат дека функционира, се надевам ќе дојдеме некогаш и до над 100 тони или над 200 тони собрано отпадно масло и инволвирање на многу повеќе домакинства, бидејќи со тоа се мултиплицира не само ефектот на вратено отпадно масло, кој што рековме дека се користи како суровина за биодизел и не за загадува животна средина, туку тоа ќе возможи и донации. Овие граѓани кои што имаат вратено над 25 тони отпадно масло, имаат направено донации кон бездомни семејства од 2800 литри на сончогледово масло. Значи тоа не е мала бројка, бидејќи тоа сега повторно за оној дел од хуманоста и така е. И така да и еколошкиот и социјалниот аспект се надевам дека ќе се мултиплицира што повеќе луѓе да се инволвираат. Сепак 2017 спомнавте, значи 6 години веќе и домакинствата се вклучени во тоа собирање и рециклирање на искористеното масло за јадење.
Дали сепак не е тоа мала бројка од 2500 домаќинства? Мене ми личи дека сме недоволно еколошки свесни, бидејќи навистина многу е мал бројот на македонски граѓани кои прво селектираат отпад. Генерално, за да стасаме до овој течен отпад, нели треба веројатно да имаме еколошка свест да го селектираме и цврстиот отпад. Генерално како нација, како земја стоиме слабо на овој план. Не знам каков е вашиот впечаток. Малку или тамане? Или... Не, во право сте. Јас само би се надоврзал дека има еколошки свесни граѓани и се повеќе расте. Полека, но сигурно мислам дека расте, бидејќи јас сум инволвиран во индустријата за отпад, имам контакти и со асоцијации, и со невладини, и со други компании кои управуваат со друг вид на отпад. Полека расте свеста, има и нови проекти и све во тој правец. Меѓутоа, ако ги земеме бројките дека на годишно ниво се создава 450 кг по жител, а само околу на отпад во Македонија, само околу 30% од тој отпад, како што рековте, е соодветно третиран и рециклиран. Имаме многу простор за напредок и јас затоа се надевам дека овие 2500 домаќинства за многу брзо време може ќе станат и 10.000, 15.000 домаќинства кои што континуирано ќе го користат системот и ќе ја развиваат својата еколошка свест. Не само за овој отпад, ние кога правиме информативни кампањи или кога постираме на социјалните мрежи или вака во директни разговори, би сакале да ги мотивираме граѓаните и други компании да контактираат за пластика, картон, стакло, каде што има достапни системи. Во Македонија исто така треба и нови системи да се формираат за некои видови на отпад кои се уште немаат примарна селекција, не се собираат и не се селектираат. Значи дека и како држава, и како компании, и како граѓани имаме уште многу работа за да биде тоа на некое ниво кое што е прифатливо и за Европската унија. Неодамно бев во Словенија и таму разбрав, се заинтересирав за оваа проблематика. На почетокот на овој милениум словенците станале многу еколошки свесни и се посветиле сериозно, пристапиле кон селекција на отпад и рециклирање потоа. И од тогаш во изминатите 20 значи години се многу напреднати, се во европскиот врв речиси. Сега со картичка дигитално го отвараат својот контейнер, секој домаќинство си има таква картичка за отпад и си мора да го селектира отпадот. Ако не биде соодветно селектиран отпадот, цврстиот отпад, домаќинството може да заработи сериозна казна. И таму функционира уште системот на казна, меѓутоа генерално поклониците на таа така наречена кружна економија велат, како што кажав и на почетокот во најавата, дека ѓубре е само она што ние ќе дозволиме да заврши како ѓубре. За вас, бизнисмените, кои сте еколошки свесни, секое ѓубре може да биде ресурс, нели? Така е, многу добра констатација и обзервација. Ај прво за Словенија. Словенија ни беше нас пример кога првично го истражувавме пазарот од 2007 до 2009, па 2009 така започна инвестицијата и секако што објаснив. Словенија 3 пати повеќе собира од нас отпад, 3 пати повеќе собира од нас отпад, а е помала земја и ја следи Европската унија во чекор, односно да кажем, ајде во Европската унија не е секаде рамномерно развиена така за секој вид управувањето со отпад, меѓутоа најразвиените земји ги следи во чекор, како што рековте, и секој вид на отпад има своја примена, има своја вредност, има свој систем и државата го обезбедува тоа, граѓаните го почитуваат, бизнис секторот е инволвиран во инвестирање и во менаџирање на тој отпад и затоа се успешни. Поради тоа Словенија може да биде пример за нас, може да ја следиме, а спомнавте и за отпадот од домаќинство. Само на кратко би напоменал, има доста експерти кои што ќе го дебатираат овој, најверојатно ќе има промени. Све потекнува од комуналните такси за да може комуналниот отпад соодветно да се селектира. Значи ние треба да очекуваме дека во иднина комуналните такси мора да се качат, еколошките такси, за да се финансираат соодветни модели за управување со различните видови на отпад кои сега не ги примарно селектираме и кои што завршуваат на депонија заедно во истиот контейнер. Меѓутоа, највисоките еколошки такси ќе бидат за оној што не селектира и нема да бидат пресметувани на површина, него ќе бидат на создадено ѓубре по дом. Сега мислам дека системот функционира на квадратура. По одредена квадратура за објект или за некој дом се знае колку од прилика е комуналната такса. Тогаш кога ќе биде посоздадено ѓубре, кога ќе има современ систем кој ќе го калкулира тоа, оној што ќе селектира
многу помалку ќе плаќа, бидејќи тоа што ќе остане за депонија ќе биде многу помалку. Они што нема да селектира, ќе враќа многу големи количини на измешан отпад и доколку системот го детектира тоа, тогаш тој ќе плаќа повисоки комунални такси. Затоа велам, за жал сме многу назад од тој условно кажано нормален или развиен свет. Нас, иако велат дека сите закони односно најголемиот број закони во областа на животната средина се усогласени со европските, ни недостига уште многу работа на овој план, да ја регулираме прво дејноста за да можеме да тргнеме напред. Бидејќи навистина ние сме нација која произведува прво многу отпад, која е склона или навикната да тоне и да се гуши во смети, во ѓубре. Точно има некој напредок кај нас и треба сега да биде со забрзан интензитет, бидејќи еве во изминатата недела се отвори и поглавието за животната средина, значи од страна на нашите институции во Европа, и значи сега за да го затвориме тоа поглавие ќе треба многу време и ќе треба многу работа во секој аспект. Управување со отпад е еден од тие главни аспекти. А кога сме, рековте, ѓубрето како ресурс, тоа е едно мото кое што е веќе 15 на години присутно во Европската унија, меѓутоа развива еден модерен концепт на циркуларната економија, каде што токму тоа значи и е еден дел од неа. Во циркуларната економија, различно од линеарната, каде што ќе купиме нешто, ќе го искористиме, ќе го сфрлиме и не е гајле, каде ќе заврши најчесто на депонии измешано со другиот отпад. Во циркуларната економија секој производ се гледа да биде дизајниран да трае што подолго и све што ќе остане од него низ неговиот животен циклус да не биде неискористлив отпад, него што повеќе да се искористи како секундарна суровина, дали за рециклирање во нов производ, дали за користење, за реупотреба или за користење како енергенс во процесот на добивање на некој енергенс, и само кога ќе дојде до стапката, односно до состојбата на отпад кој што нема повеќе вредност, тогаш да се согори и депонира. И главната цел на циркуларната економија е да го третираме отпадот како ресурс, да го искористиме што повеќе и да бидеме поефикасни за да заштитиме животната средина, бидејќи човекот со своите активности има огромен негативен еколошки отпечаток и веќе планетата е навистина загадена. Така, ајде малку околу тој еколошки аспект. Прочитав дека 1 литар искористено масло, вакво за јадење, значи собрано за помалку од месец дена, не знам, во едно просечно македонско домаќинство може да загади, ако се истури во канализација, ако заврши во канализација преку миелниците или WC школките, 1 милион литри вода. Спомна во најавата, според некои анализи, истурањето во реките, бидејќи на крај завршува во реките, во езерата, е на некој начин и канцерогено. Кажете уште малку за повеќе детали ако имате за штетните последици на истурањето на искористениот зејтин во канализација. Така е, тоа е доста важно да секогаш да се комуницира и во јавноста, значи за да разберат и граѓаните, а и индустријските производители, значи дека има последици доколку отпад се изфрли неправилно и се третира неправилно и заврши каде што не треба да заврши. Првично тоа е природата, значи доколку се изфрли во реките и езерата, со тек на време се таложи, креира мембрани на дното од коритата, кои што ја намалуваат оксидацијата за живиот свет. Истото се случува и во почвата. Нормално претходно покривме дека го покривме делот за човечката исхрана. Значи никако не смееме ова масло да го користиме повторно за наша исхрана, бидејќи ако самото пржење на храна гледаме дека е штетно и дека луѓето гледаат поздраво да живеат, па најштетно е можеби со ова повторно да пржите, бидејќи е канцерогено, како што кажавте. Така, кога станува збор за собирање на маслото, не само за пржење, туку и од при печење, нели се става во тие садови за кога се пече месо на пример или компир, се става масло, прилична количина и тоа масло може да се рециклира, не само пржено, секој термички преработено масло веројатно. Одлично го кажавте, значи тоа е секој термички преработено отпадно масло, меѓутоа од растително потекло. Во Европа се користат и масти и масли од животинско потекло за производство на биодизел, меѓутоа ние немаме таква дозвола. Нашата дозвола е само за управување со отпадни растителни масла. Меѓутоа генерално македонското просечно домаќинство, генерално сите користат најмногу такви, или сончогледово или од маслиново масло. Така и кај нас е и погодено, бидејќи како што викате не се ни троши многу животинска маст во пржењето. Сега пак да се навратиме повторно околу процесот на собирање и за индустријата и за домаќинствата. Индустријата велите од 2007 поинаков начин на собирање. Кога станува збор за домаќинствата, поинтересен е тој аспект сега, бидејќи можеби ќе ги поттикнеме, ќе ги инспирираме и ќе ги предизвикаме гледачите
уште еднаш да објасните околу собирањето, транспортот, колкава дистрибутивна мрежа имате, има ли пунктови, има ли дали се повикани сите наши гледачи од цела Македонија, може да се јават ке дојдете во било кое место и на која фреквенција, на кој одреден период се прави тоа, дали има редовни тури или на повик, уште еднаш околу тоа да го објасним убаво. Ете, луѓето кои ќе сакаат да почнат, ќе ги освестиме еколошки со оваа денешна емисија, каде да ви се обратат и како да почнат да собираат искористен зејтин. Супер прашање, баш све тоа што би го интересирало секој кој што е еколошки свесен и сака да се приклучи, можеби после гледањето на емисијата. Значи, поканети се сите домакинства на територијата на нашата држава во било кој регион да се приклучат доколку сакаат. Фреквенцијата наша е да реагираме веднаш штом нашата колекторска мрежа ни дозволува. Значи, гледаме тоа во тековната недела да може да го завршиме или во период од 2 недели максимум, доколку е надворот Скопје, или зависно во кој град. Ние сме 2 недели од повикот да стасате до секоја дестинација да го соберете. Толку не е некој максимален лимит на одложено време. Меѓутоа, нашиот тим е многу отворен, ние имаме кол центар, каде што отворена линија, еколинија, каде што секој заинтересирано домакинство директно разговара со нашиот тим да им објаснат све околу процесот и директно се договараме со секој домакинство. Кој е телефонскиот број на таа отворена линија? Телефонскиот број е 070 264 444. Ќе го повториме уште еднаш, а не знам дали има можност колегите од режија, ако имаат можност во текот на емисијата да го напишат телефонскиот број и на екранот. Ве молам, повторете го уште еднаш. 070 264 444. Добро, 070 264 444. Така, тоа е еколинијата каде што секој може да не добие да постават прашања за да се приклучат и било какви други прашања поврзани со ова. И како што почнав да раскажувам, значи низ цела Македонија се поканети, ние имаме домакинство од прилика скоро од секој град. Ги обслужуваме редовно и нашата цел е тоа да биде што полесно и да бидеме што поуслужливи, односно што побрзо да ги подигнеме полните кантички, да доставиме празни, да им обезбедиме да направат донација или масло за себе да си земат, за да видат дека тоа функционира и да бидат мотивирани уште повеќе да го прават. Не повеќе да создаваат, тоа си е до нив, него секоја капка отпадно масло да ја стават во оваа кантичка, бидејќи на вистина секоја капка завршува во одржливо гориво биодизел. Да, ете, бидејќи сум љубовитен и по природа, биодизел, откако ќе ги соберете тие количества од домакинствата, ќе се навратиме уште еднаш и околу начинот и транспортот на тоа. Има во Македонија машини, вие располагате во вашата компанија Sunilens со опрема за преработка на маслото во биодизел или не, тоа сепак само го селектирате, го филтрирате како што рековте на почетокот и го предавате на не знам компанија од кој сектор, за да веројатно нафтен рафинерии требало да се произведе во рафинерија. Како оди тој процес? Супер прашање, да се навратам на нашата приказна, ние кога почнавме, тогаш имаше на фама во индустријата, каде што сите викаа ќе собираме отпадно масло, ќе правиме биодизел и све ќе биде супер и таа приказна остана до денес. Меѓутоа не функционира за мали производители на биодизел. Ние почнавме, имавме експериментална машина за биодизел, каде што почнавме со тестови на тоа што ќе го собереме да направиме биодизел. Меѓутоа во таа дејност не се проширивме, бидејќи согледавме дека треба да се специализираме во самото собирање и подготовката на овој материјал и потоа да го пласираме на поголеми рафинерии кои што гледаат вредност во него и ќе може преку него да го одржиме и финансираме нашиот модел и да се фокусираме специфично на колектирање и преработка на отпадното масло. И така и направивме, таа машина ја немаме денес. Денес сме специализирани директно во преработка на овој собирање и преработка и го извезуваме до Австрија, до фабрика специализирана за биодизел, према стандардите N14-214, тоа се стрикни стандарди на ниво на Европската Унија. А поради тоа што сме дел од таа индустрија, ние сме сертифицирани и од ISCC EU, се вика системот за биомаса и биогориво, на ниво на Европска Унија. Секоја година доаѓаат ревизори да го погледнат нашиот систем, детално документацијата за зашто е тоа важно, за да се осигура следливоста на маслото, односно од местото на создавање до местото каде што завршува, како административно тоа се спроведува, како се преработува,
и до 1 литар они не сертифицираат за да видат дека тој е сигурен и безбеден систем и дека не се прават некакви неправилности. Значи од кујната на секое македонско домаќинство една ваква тегла во Австрија станува биодизел. Така. Сега јас имам скромни познавања, биодизелот е најеколошко гориво, бидејќи нема сулфур, нели, не загадува. И затоа е исто така битно не само ова да не заврши во канализација, преработеното масло, туку биодизелот што повеќе да се користи и да биде во употреба на сметка на останатите горива, бидејќи е најеколошко и ја намалува емисијата на CO2 гасови. Веројатно и тоа е поентата на австриската рафинерија која има мотив од вас да го набавува преработеното масло. Така е, сосема сте во право. Биодизелот 80% помалку CO2 гасови испушта од обичниот дизел и тоа е и целта на Европската унија која што ја развива индустрија за биомаса и биогорива, бидејќи со самото постоење на биодизел на ниво на Европска унија, сега во Австрија и до 8% е регулативата дека ќе влезе во сите нафти. Значи тоа ја мотивира фабриката ние каде што го носиме маслото, што повеќе да произведува биодизел од растителни масла. Меѓутоа со самото на ниво на Европска унија, со самото мешање на овој биодизел во нафтите на патничките возила и транспортни возила се заштедува 1 милион тони CO2 гасови, односно тоа е еднакво на тргање од употреба на 550.000 патнички возила од патиштата во Европа, што е огромна заштеда и затоа како што кажавте вие, Европската унија има етаблирано економски интерес преку регулаторна рамка за ова да се произведува што повеќе. Ајде пред да привршиме уште малку околу бројките. Спомнавте количини, колку се собрани, како се собрани. Може ли генерално од 2007 од како почнува вашата приказна на Суниленс во однос на собирање на искористените масла за јадење, колкаво количество вкупно е собрано, колку од домаќинствата веќе кажавте и како на тој план стоиме со условно кажано оној современ свет во кој тежнееме да припаднеме и ние? Благодарам, исто така убаво прашање. Од започнување на нашиот систем до сега се собрани над 7600 тони, односно 7.600.000 килограми. Преку нашиот систем се поминати, се изфилтрирани и се извезени надвор од државата. Од индустријата на годишно ниво собираме околу 750 тони, до сега била најдобрата година, а од домакинствата сме околу 6 тони годишно, нели вкупно 25 тони, меѓутоа дојдени сме до 6 тони годишно, така да има простор за раст. А бројки за споредба со Словенија, например, или со некоја Словенија собира вкупно над 3000 тони годишно, значи многу повеќе од нас. А на ниво на Европска унија се собираат заедно околу 800.000 тони од индустрија и домакинства, а тоа представува 1,45 килограми по жител. А ако ги земеме нашите бројки, во Македонија сме значи дојдени до 0,3 килограми по жител собрано отпадно масло, значи особено во секторот домакинства се уште имаме простор да ги собираме тие количини за да може да дојдеме на ниво и на Словенија некој ден. Добро, еве, на крај уште еднаш да го повториме телефонскиот број на кој секој што сака да не го истури зејтинот искористен во ВЦ школка или во мијалник, туку да се јави да помогне, да биде на некој начин и хуман, да ви се заблагодарам за учеството во емисијата. 070 264 444 264-444. Јавете се Суниленс, екипите ќе дојдат во вашиот дом, ќе добиете ваква пластична канта во која ќе може да ги соберете искористеното масло за јадење и тоа е тоа, нели? Ви благодарам многу, го поканувам секој тој кој што е заинтересиран да не контактира, да се запознае со процесот и доколку има желба секако да се вклучи. Ви благодарам на вас на емисијата и на Господин Ѓокич, да, ви благодарам за гостувањето уште еднаш на крајот. Почитувани, обидете се, потрудете се да бидете еколошки свесни, хумани, а на крајот на криштата и направете нешто за вас, за идните поколенија и за планетата Земја. Ви благодарам за вниманието со кое не следите.